Од утре па во наредните 7 дена во Велес ќе се одржат работилници кои им го враќаат сјајот на старите занаети кои што долго време се негувале во Велес, а истовремено ќе представуваат и можност за младите да ги изучат старите занаети. На оваа тема денеска ќе разговараме со Гоце Станчев, Филип Спирковски и Кристијан Јорданов. Добро утро и добре дојдовте. Добро утро и добро ве најдовме. Ви благодариме на поканата. Поздрав до вашата емисија и секако до вашите гледачи. Јас ви благодарам исто така што ја прифативте оваа покана. Денеска ќе разговараме за етноработилниците, она што утре ќе започне и ќе се случува во наредните 7 дена во нашиот град. Гоце, овие етноработилници се навистина значени за сите граѓани, секако и за младите, како што кажав и во самата најава, даваат можност младите да се запознаат со сите оние занаети кои што долго време обстојувале во Велес. Знаеме дека во Велес обстојувале голем број на занаети, бидејќи Велес е центарот на сите занаети во Македонија, што нели главно се случувале. Па најпрвен да ми кажеш нешто повеќе за овие етноработилници и колку ученици ќе бидат дел од самите работилници. Па вака, чест и задоволство ми е да ги најавам овие етноработилници кои што 7 година поред традиционално се одржуваат. Се одржуваат во куќите на уметноста, значи во куќата на Кочо Рацин се одржува гранчарската работилница, во куќата на Касапови се организираат каачката, во куќата на Јордан Джинот се организира изработката на накит и во куќата на Васил Главинов се организира столарската работилница. Во сите овие работилници се задолжени мајстори, соодветни на својот занает, со долгогодишно искуство, кои што си го работат својот занает, а покрај мајсторите има и координатори во самите работилници. Целта на овие работилници е да им ги приближиме на младите луѓе, занаетите кои што се за жал во изумирање. Нели секако и од овие кандидати секоја година сме со надеж дека 1 до 20 од кандидатите би ги направили идни занаетчии. Со гордост можам да се пофалам дека имаме прекрасни дечиња, деца кои што навистина сакаат да работат, се трудат и сметам дека овие занаети со овие етноработилници би им го вратиле сјајот и би заживеело занечиството, заради тоа што занечиството е една многу важна гранка не само за Велес, туку и за Република Македонија. И се надеваме дека со овие етноработилници би направиле од некого да биде иден занаетчија. Колку ученици ќе присуствуваат, ќе бидат дел од овие етноработилници? Имате ли некоја бројка? Па да, секоја година, значи, поради капацитетот на куќите, за жал не можеме да примиме многу дечиња, иако има многу голем број на заинтересирани. Некаде во куќа примаме од 12 до 15 дечиња, тоа е најмногу што можеме. Секоја година имаме проблем, доаѓаат повеќе деца, никогаш не ги враќаме, колку што можеме повеќе примаме дечиња. Тоа не е мала бројка воопшто, значи тоа се некаде околу 60 на дечиња од основните училишта во нашиот град. Се многу заинтересирани, сакаат да работат, меѓутоа со овие деца треба да направиме во иднина како организација некои други проекти кои што ќе траат и повеќе и кои што ќе имаат за цел да ги дообучат децата и да им дадеме еден вистински правец во делот на занечиството. Јас исто тука се извинувам преска пропуштив да кажам дека во куќата исто на Касапови оваа година за прв пат во соработка измеѓу организацијата Разбој и Советот на млади во склоп значи со етноработилниците започнуваме да го реализираме проектот летна школа за копаничари, што особено чест и задоволство ми е да соработувам со Советот на млади, исто ќе го презентираме и копаничарството во овие работилници. Така, ќе разговараме и за копаничарската работилница. Кристијан, бидејќи ти си председател на младите од Сдруженијето Разбој од Велес, каква е заинтересираноста на младите за занаетите воопшто? Јас сум веќе директно вклучен во овие етноработилници 5 години. И верувајте ми,
се извинувам кога за прв пат стапнав, ме узема некаква магија и ете може би мојата љубов кон уметноста и кон занетите и кон старата архитектура направи да останам сите овие 5 години. Истото чувство убеден сум и препознавам во новите млади надежни занетчи дека ги обзема истото чувство и дека заинтересираноста е голема од причина што на тие работилници се сретнуваат со нешто кое што можеби никогаш не се сретнале до тогаш. Голем дел од нив и сигурен сум дека никогаш не би се сретнале да не се работилниците од ваков тип. И навистина одзивот е голем од причина што можеби ете на некој посебен начин и самите куќи можеби допринесуваат до таа магија, се одвива во една прекрасна атмосфера и нашите мајстори се отворени за голема соработка, многу пријателски настапуваат и од се по нешто има влијание за тие да направат да се чувствуваат подобро самите ученици, самите деца и да посакаат дури и да не завршат. Кога иде последниот ден од работилниците, ден пред изложбата, верувајте ми, расположението е нула, бидејќи веќе знаат дека утре е последниот ден кога ќе се работи и ги бројат деновите до следната година за повторно да можат да дојдат и да учествуваат во овие работилници. Така, јас претпоставувам дека веќе сите деца со нетрпение очекуваат утрешниот ден и она нели што доправа ќе се случи, бидејќи преку овие работилници тие истовремено ги учат старите занаети, претпоставувам дека и се дружат меѓусебно. Апсолутно, еве јас низ овие сите 5 години со сите сум во постојан контакт и постојано на Facebook кога ќе има ви последниве 2 дена, ајде побрзо нека дојде среда, можеме ли порано да дојдеме од закажаното и тоа говори дека овој проект навистина излегува многу добро онака така, како што го замисливме. И тоа е мислам дека најголем благодет за нас како организација. Ти самиот спомена дека беше дел од столарската работилница. Сметаш ли дека преку овие етноработилници може да бидат поттик за младите и понатаму да се занимаваат и во иднина со некои од овие занаети што ги изучуваат? Апсолутно. Токму и тоа беше замислата кога се пишуваше овој проект. Беше нели со цел на оние најмладите да им се всади љубовта кон било кој од овие нели занаети, но и дури да не им се да не се занимаваат со овој занает во иднина, со тоа нема да дозволиме да изумреме, разбирате. Тие ќе можат да го работат кога и да посакаат, бидејќи занаетот е навистина нешто кое што треба да си го чуваме и да го негуваме, бидејќи тоа е нели едноставно заштитен знак не само за Велес, туку и за целата Македонија. Така, занаетот е богатство пред се. Ке може ли накратко да ни објасниш што се опфаќа и што се изработува во столарската работилница? Значи вака, пред на денот кога ќе стасаат самите учесници во столарската работилница, најпрво се запознаваат со сиот оној алат со кој што ќе можат и ќе работат во наредните денови. Кој за што служи, на кој начин се работи со него и така. Веќе во наредните денови се обработува грубо дрвото, се кажува кој вид на дрво е, кој вид е најлесен за обработка на дрво. Потоа се презентираат кои производи се планира да се прават и се одат низ сите процеси на правење на дрвото, шмирглање, сечење, ковање, заштрафување, додавање на некои елементи, фарбање, се со цел нели да се добие за на крајната изложба некој предмет кој учениците со свој рад се го изработили и тоа им дава една посебна маѓа и една посебна вредност на самите производи. А тешко ли им е да го прават сето тоа, бидејќи работат со дрво, со алати? Кога се сака, ниедна работа не е тешка и лесно се приспособуваат и се упорни. И тоа е и нас како нели јас оваа година сум координатор и мајсторот како мајстор му дава една посебна маѓа што и тој со многу љубов им објаснува и им кажува дека овој занает е навистина прекрасен и тие тоа го како да кажам го сознаваат и работат неуморно. Така.
Филип, споменавме на почетокот дека оваа година за прв пат ќе се одржи летна школа за копаничарство, па нешто повеќе да ни кажеш за самата летна школа. Да, така е, како што напомена Гоце пред малку, работилниците веќе традиционално се одржуваат по 7-ми пат, но за прв пат оваа година мене и на сите се надам дека пред се мене ми представува чест и задоволство што прв пат оваа година во Велес, мислам дека и на републичко ниво ќе се организира една ваква школа за млади копаничари во склоп на етноработилницата. Со тоа официјално и започнува нашата соработка помеѓу Сдруженијето Разбој и Советот на млади на општина Велес. Така да копаничарството е еден занает, уметност, значи не е грешка како и да се каже, кој веќе е во изумирање. Долги години наназад се негувал, ете ни се пружи прилика да го возобновиме овој занает, да им пренесеме на младите дел од тајните на копаничарството. Сметаш ли дека младите имаат голема љубов кон овој занает? Па, Ќе биде ли голема заинтересираноста на оваа летна школа? Оваа летна школа за прв пат се организира во Велес, така да доста млади изразија љубов и желба да се вклучат во летната школа, да изучат од овие тајни, можам да ги наречам. Така да можам слободно да кажам дека интересот за пријавување на младите на летната школа е доста голем. Веќе имаме пријавено 18 млади деца кои сакаат да го изучуваат овој занает. Да, капацитетот не ни дозволува толкава бројка, но ние со задоволство ќе ги примеме сите да им пренесеме истото тоа, они понатаму да можат од колено на колено да го пренесуваат, како што еве ја можам сам да кажам дека сум започнал на некои си години кога сум бил во 7-мо одделение да го изучувам овој занает, така да оваа година се стекнав и со сертификат за мајстор копаничар. Од каде ти ја доби љубовта кон овој занает? Љубовта кон овој занает јас ја добив во основното училиште Васил Говинов. Имаше една секција предводена од наставничката Снежана. Уште од мали години ја сум се занимавал со уметност, со цртање, така да мислам дека тоа самата наставничка го разбуди во мене, ме повика да Така допринесе. Да допринесе да се развие љубовта во мене кон копаничарството, да отидам на таа секција и да изучам од дел од копаничарството, но тоа не запре таму. Јас изучувањето го продолжив кај мојот мајстор Љубомир Бисин, доста познат мајстор во Велес. Така да он нескромно своето знаење го пренесе токму на мене. Гоце, сите знаеме дека за 7 дена не се учи еден занет, нели тоа се однесува секако и за младите, но сметаш ли дека за тие 7 дена тие може да се приближат кон занаетите и да научат нешто повеќе за нив? Па да, често пати во моите изјави го кажувам тоа дека за 7 дена ниеден занет не може да се изучи, колку и да е талентирано детето, кандидатот. Меѓутоа, за тие 7 дена може да се види дали од кандидатот може да биде занечие, дали има дар, што викаме ние занечиски, дали има потенцијал во детето да биде понатаке занечие, што е тоа исто многу битен елемент. Еве, ние во етноработилниците ја имаме таа среќа да ги откриваме тие деца и потоа некако да ги насочуваме по работилниците кои што има гранчари, копаничари и ред други занаети кои што не се опфатени во работилниците. Меѓутоа се потврди фактот дека во нашиот град имаме извонредни деца. Деца кои што можат да продолжат и понатаму традицијата. Меѓутоа треба да се даде и друга димензија на занетите. Значи, што се подразбира по тоа? Јас секогаш на сите кандидати кои што ги гледам дека се талентирани, кои што се заинтересирани за едни занечи, секогаш им викам ќе го истражите пазарот. Што нуди пазарот? Ние не можеме, пример, еве, можам конкретно да зборам за гранчарството, пошто и мене ми е тоа професија и се занимавам. Ние прво направивме истражување на пазарот. Што пазарот бара, па потоа направивме производ. Не можете вие да правите стомна или не знам нешто друго кое што се работело пред 30 или 50 години, а сега не се продава. Така, за жал, и многу занечи се лизна, да речем, народски самите,
заради тоа што наследиле од нивните татковци или од нивните мајстори, тука остана. Не се потрудија да си најдат пласман, излез на својата роба, а ја најодговорно тврдам дека може да се живее од било кој занет. Занаетот никогаш нема да те остави да гладуваш, меѓутоа треба да се најдеш и себе си, а треба да го најдеш и пазарот што бара. Не случајно се одбрани и куќите на уметноста, куќата на Рацин, куќата на Васил Главинов, пошто и ве знаеме нели самите дека и Васил Главинов во минатото се занимавал со столарството, исто така и Рацин бил грнчар. Како работат младите на грнчарското колце, како работат со глината, што велат тие за овој занает? Глината е една таква благородна работа која што кој човек да дојде, без разлика кој, има еден таква моќ кога ќе пофанете уште глината да ве ослободи од сета негативна и мисли и енергија. Тоа го приметив и кај дечињата, значи уште од ранните утрински часови кога ќе влезат во работилницата. Штом не им се слуша гласов, штом тие како мравки, како пчелки работат, тоа значи дека успешна е мисијата и дека успешно зрачи енергијата која што ослободува глината. Иначе за грнчарството можам да кажам дека е еден од најтешките занаети и да го научите и да го работите. Меѓутоа е една работа која што ако ви навлезе љубовта кон занаетот, никогаш нема да можете да се ослободите. Тоа сум јас сведок на таа работа заради тоа што повеќе години се занимавам со овој занет, знам што значи љубовта, знам што значи да работите на колце. А младите секако сакаат, многу се заинтересирани, многу ги интересира колцето, можам да кажам дека најмногу посветуваат внимание тука, да научат како да центрираат топката, како да не им се мрдаат рацете. Тоа мајстор Цветко, дедо Цветан, кој што ја користам приликата да го поздравам, многу вешто и многу умно им го пренесува сето тоа. И се надевам дека не само грнчарството и овие други занаети, по заедничка соработка со дечињата, ќе направиме да нашиот град барем дел од овие занаети обстојуваат уште долги години нанасад. Тука мора да го споменеме и ткајачкиот занет и гледачите сами можеа да погледнат она што нели одеше во позадина, додека ние разговаравме дека децата неуморно плетат, везат, работат на разбој. Дали постои интерес кај девојчињата повеќе за овој занет? Па можам слободно да потврдам дека во ткајачката работилница има најзаинтересирани. Заради тоа што исто е и ова еден занет кој што не секојдневно можете да се запознаете со овој занет. Таму се опфатени предење, сновање, ткаење, плетење во оние мали разбојчиња, значи се опфатени повеќе дел на ткачкиот занет. На вистина, еве во овие изминати години со слободно можам да тврдам дека се најголем број заинтересирани кандидатки во ткачката работилница. Што говори фактот дека и тука се случува нешто, некоја магија, нешто што на вистина сакаат децата да го работат. Исто и тука за ткачкиот занет можам да кажам еден од потешките занаети, помако трпните занаети, треба да имате големо трпение за да дојдете до некој производ. Јас сум изненаден исто и од таму од дечињата како дури ние немаме услов да поставиме повеќе разбој, 1 до 2 максимум оваа година, пошто и копаничарите ни се во истата куќа, поставивме само еден разбој, се вртат на 10 минути, да речеме, секој кандидат сака да седне на разбор. Тоа се чека ред за да дојде, за да дури некогаш има и мала расправија кој да дојде до разборот. Значи ти беше 5 минути, ајде сега мене ми е редот, значи навистина сум изненаден. Сите сакаат да работат. Мислам дека и овој занет, иако е во изумирање, јас и со кандидатките таму често пати кога разговараме ми кажувам дека и да им биде како главна професија, никогаш не е на одмет да имате и две работи.
Јас со нашата организација, пошто нели продаваме сувенири во ширум републикава, секогаш наидувам на такви, да кажам, порачки, дали има некоја ткаачка која што работи рачни такви мотиви. На пазарот, верувате ми, многу се бараат тие ткаачки работи, сувенирни пример. Им кажувам дека доколку има заинтересирано, можеме да најдеме некоја куќа, да поставиме некој разбој, понатаки да твориме, да работиме и секако да потоа има и заработка од тоа што ќе заработиме. Се надам, тоа ми е мене една желба која што понатаки би оствариле како еден иден проект на разбој. Али децата во ткаачката работилница се, можем да кажем, од првата година до сега и најмногу бројни и како некако најзаинтересирани во овој дел на занаетот. Филип, да се навратиме повторно на копаничарството и да ни кажеш што обично децата ќе изучуваат во копаничарската работилница, со што тие ќе се запознаат, дали тука нели ќе има некои алати, некои специфичности нели што го одликуваат овој занет? Така, значи дечињата, сакам да напоменам дека малце надвор од прашањето, од темата, дека многу сум изненаден што има пријавено и во копаничарската школа доста девојчиња. Мислам дека беа 8, што е необично кај нас девојче да го работи овој занет или уметност. Да, на републичко ниво е доста мал бројот на девојчиња што го изработуваат, што ја изработуваат резвата, така да на целокупната бројка на пријавени дечиња ме изненади бројот на интересот што се прояви кај девојчињата. Така да сите, да се навратиме на прашањето, ќе имаат можност да го запознаат тој долг пат на дрвото што го мине за да стаса до еден готов производ, до крајната форма на резбата и до можноста да се пробие на пазарот, да се продаде. Така да почнувајќи од самото дрво во природата, до негово сечење, разбичување на даски, фазата, процесот на сушење на дрвото, припремање до самата резба, ќе имаат можност, значи, сето тоа ќе им биде презентирано. Од првиот ден ќе започнеме ние да ја научат, ќе можат да земат молив во рака и да скицираат нешто, да научат изработка на цртеж. Процесот како оди изработката на цртежот, рамнотежата на поставување на елементите на самата резба, да има некоја тежина. Така да за прв пат ќе имаат некој можност, можеби некои веќе се запознаени со сето тоа, но некои за прв пат имаат можност да земат длето и чекан во рака, да чукнат по дрвото, да осетат како е работењето. Исто така, од кога ќе се изработи самата резба, има еден процес на заштита на дрвото, бидејќи дрвото доколку го оставиме така незаштитено, како што по-старите резби во поодамна немало некоја си заштита на дрвото, така да се стекнува сега старите резби да дојдат до една фаза на распаѓање, на уништување на резбата од црв да ги јаде, или од било што друго. Од некои хемиски реакции, така да се нагризува дрвото. Да заштити добро. Така да ќе имаат можност да научат и таа фаза како да го заштитат дрвото и на крај да речеме урамување последна фаза. Има доста за учење со оглед на тоа, не само за копаничарството. Сите занаети се доста тешки, така да јас верувам дека преку овие етноработилници ќе изучат нешто повеќе младите, ќе ги научат занаетите. Кристијан, бидејќи Филип спомена дека доста девојчиња се заинтересирани за копаничарството, еве бидејќи столарскиот занает е машки занет, па дали во работилницата си има запишано некое девојче? Да. Веќе има, постои. 5 години наназад, оно колку што сум и јас во самите работилници, вклучен, мислам конкретно во столарската, 1 до 2 девојчиња секогаш имаме. Можеби и мајсторот се чудеше првата година кога јас бев таму, но нема никаква разлика помеѓу машките и девојчињата, нели, како што и кажав, со љубов, тука нема некоја граница, без разлика дали си машко. И сега, нормално ние машките сме малку и посилни од девојките, па затоа имаше и меѓусебна соработка, нели, оние потешките работи ги работеа машките, а оние, нели,
како да кажам, по-нежните, по-фините работи им беа препуштени на девојчињата. И интересот е подеднакво силен кај двата пола. Така, сите се заинтересирани за Апсолутно. овој занет. Мораме да го споменеме тука и занаетот, односно изработката на накид. Што најчесто изработуваат во оваа работилница и дали може би повеќе девојчињата се заинтересирани во изработката на накид или па постои некој момче? Од лани оваа работилница почнавме да ја спроведуваме. Значи, ланската година немавме ниту едно машко во изработката на накидот. Еве оваа година може и ќе имаме прилика да дојде една машка особа, што каже преска Кристијан, нема тука да правиме разлики дали машко или женско, мада може би накидот е кој што го повеќе да девојките го носат, ама еве и во ова помодерно време носат доста и машките ланчиња, белегзи, не знам што. А иначе целта на оваа работилница во накидот е да направиме спој измеѓу традиционалното и модерното. И навистина лани се направија многу уникатни примероци кои што се изненадија и потоа на изложбата присутните што беа, дори не им се веруваше на некои повозрастни луѓе таму кога виде изложбата, дали вика можно ова деца да го изработат, меѓутоа како што кажа и Филип Преска, кога се сака се може, така и во оваа работилница. Исто и во оваа работилница има голем интерес за изучување на овој занает и се надевам дека и оваа година ќе продолжиме со таков интензитет како и што беше и ланската година, па и еве да видиме и баре 2-3 машки особи во оваа работилница. Сите овие производи кои што се прават во етноработилниците, значи дали тоа е изработка на накид, стомна, таба, бардаче, дали некаде ги пласирате, имаат некоја изложба, можат граѓаните да ги купат, да ги видат? Па традиционално, значи од првиот ден на организирањето на работилниците, и оваа ќе биде исто така, со самото завршување на овие работилници, од сите куќи, мајсторите со нивните кандидати, своите производи ги изложуваме и правиме една како изложба во куќата на Касапови, каде што може широката јавност на Велес, нивните поблиски баби, дедовци, мајки и татковци, за да видат што нивните деца изработиле на овие работилници, а и воедно да се гордеат со својот производ. Таму организираме еден завршен коктел, им доделуваме на дечињата сертификати за завршено посета за обука на делот од овие занаети и потоа изработените, да кажеме, предмети ги даваме дел на локалната, дел некогаш даваме во некои хуманитарни цели, кога се организираат некои хуманитарни штандови, не знам што, поклонуваме таму да се продаваат. И тоа е навистина еден многу убав момент, завршниот дел. И Кристијан Пејаска напомена дека навистина може би се разделува тука некако како жално дека тука завршило сето тоа, меѓутоа е еден многу убав спој кога ќе се видат она шаренило на изработки, кога ќе видат и нивните родители, тоа е нешто што не секојдневно можеме да го видиме и јас сум горд на завршената работа. И еве, во иднина си зимаме за цел да овие работилници најдеме некои спонзори, институции кои што ќе ни помогнат финансиски и би обстојували преку целото лето. Заради тоа што ја сум сигурен дека доколку би направиле некој проект кој што би траел 2-3 месеца, тогаш веќе можеме да очекуваме дека навистина некој дете ќе се занимава со некој од занетиве, ама еве да го ставиме како една желба понатаки која што би тлеела во нас и би да се реализира во иднина. А вие како претседател на Сдруженијето Разбој, што очекувате од овие етноработилници? Јас како претседател и како еден од иницијаторите за овој проект очекувам дека во иднина ќе земат уште поголем замав. Ќе ги приклучиме и уште останатите занаети во градов кој што се и се надевам дека ќе биде уште поголема заинтересираноста и преска како што напоменав би наште некои спонзорства, некои институции кои што би ни помогнале финансиски
да направиме ни школи кои што ќе траат преку цело лето. Сите заинтересирани кандидати да можат слободно да дојдат, да изучат, да направат и на вистина од срце го велам ова, занаетите се за жал на маргините. Многу малку занаети се останати во градот, а и многу малку луѓе има кои што се занимаваат со занаетчиството. Ова ми дава за право, значи овие работилници ми даваат една голема надеж дека се додека имаме вакви деца кои што се гордеам на нив, нема да ги оставиме така лесно занаетите да заминат во историјата. Со овие работилници и преку други проекти кои што ќе се надоврзат на овие етноработилници, ќе направиме да занаетчиството опстои со векови како што опстојува на нас, така и во иднина да опстојуваат да живеат во нашиот град и пошироко. Така, токму тоа е и целта на овие етноработилници, оваа летна школа што нели оваа година Копаничарската работилница за прв пат ќе се одржи во нашиот град. Јас ви благодарам на денешното гостување. Ќе ви кажам дека ќе дојдеме, ќе ве посетиме, ќе видиме што работите, да, ќе видиме и децата се она што ќе го научат, ќе ни го пренесат и нас, а ние нели ќе го пренесеме тоа на гледачите, ќе имате тие можност да се запознаат поблиску со сето она што го работите. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето и ви благодарам што постоите и што на некој начин ја продолжувате традицијата на занаетите, што пак ја кажам, нели биле долги години во Велес во минатото. Ви благодариме и ние на вашата покана, со задоволство секогаш ќе гостуваме во вашата телевизија, во вашата емисија, кога и да не поканите, еве на широка покана до сите ваши гледачи, куќите се веќе од утре отворени широм, од 8 до 12. Од 8 до 12. Кога сака, кој да сака да не посети, да види, јавна покана до сите заинтересирани луѓе кои што сакаат да видат што се изработува и како се работи, нека повеќе нека дојдат. Ви благодарам уште еднаш. Благодариме.